Добро утро, почитувани гледачи, добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Темата ово утро е анорексија и булимија или нарушување во исхраната. Зошто се јавува нарушување во исхраната, како да се препознае, како да се третира, зошто е важно навреме да се почне со третман, бидејќи во спротивно може да предизвика сериозни компликации по физичкото и психичкото здравје. На оваа тема утрово разговараме со доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија од клиничката болница Аџибадем Систина, системски семеен советник. Добро утро и добре ни дојдовте, доктор Камилија. Добро утро, ве благодарам на поканата и поздрав да сте гледачи на вашата емисија. Пред да почнеме и поединечно да зборуваме и за анорексијата и за булимијата, што представуваат, како да се препознаат, може ли еве како вовед во емисијата, што е детска и адолесцентна психијатрија, кои проблематики ги третира, што опфаќа и кои нарушувања влегуваат во овој сегмент? Така, детската и адолесцентната психијатрија е една, да речам, широка сфера, која што започето го зафаќа тој ран развој на детето и сите особености негови и се до до формирање на адолесцент, односно преструктура, односно структура на личност. Така што во оваа, да речам, група на нарушувања, она кое што ние најчесто во праксата го гледаме, е првично да го разграничам типичен од атипичен развој. Понатака анксиозните состојби, депресивните состојби, обсесивно-компулсивните расстройства, како да кажам, паничните напади, руминирачките образи на однесување, некогаш и раниот почеток на шизофренија, биполарно афективно расстройство. Овој спектар на денеска што разговараме на нарушување на образците на исхрана. Така што е широко поле, навистина е широко поле и она што науката ни го вели дека 75% од нарушувањата во адолтниот период имаат етиологија во детство. Така што детството е стварно едно од најважните, да речам, возрастни доби кои што никако не смееме да го занемариме, особено ако се јави некаков тип на симптоматологија. Ако имаме добра основа ќе продолжиме и понатаму, така. Ако има некое па и минимално некогаш нарушување, да, генерално како популација некако имаме отпор кон одењето на психијатар или барањето помош од психијатар, иако можеби се менуваат работите во последно време. Минимално се менуваат и јас стално со колегите разговарам, кај мене се терминалните пациенти, односно кога сите ресурси се потрошени, тогаш се оди на психијатар. Психијатора за жал не е првата карика. И обично се прво советите од пријателките, од бајачи, гатачи, од различни верски лица и после тоа се оди на психијатар. Така што културолошки сме назад, не можам да се пофалам дека имаме баш позитивен. Дури и од страна на колегите менталното здравје е целосно занемарено и тоа ќе го видиме според типот на хронични болести кои што ги негуваме. Бидејќи менталното здравје, добро ментално здравје генерира и добробит на особата. Така што штом сме препаднати со болести кои што би можеле да бидат прескочени, ни кажува за типот на ментално здравје што го негуваме како нација. Така. И тука пристапи кон децата и кон родителите. Ги вклучуваме родителите бидејќи тие се тие кои што треба, така, во таа рана возраст да препознаат нешто и да се охрабрат заедно со детето да ја побараат помошта. Така. И секогаш е, особено ако станува збор за предшколско дете, често пати знаме да на родителите да им кажам дојдете прво вие, па ако има потреба ќе го донесете вашето дете. Заради тоа што многу ретко предшколско дете знае да има, да речам, права смисла на нарушено ментално здравје. Обично е начинот на како симптомот на детето кој што сака да ни каже дека нешто не му се допаѓа во тоа семејство. И заради тоа прво секогаш како да кажам, сакам да работам со родителите и доколку не добивам доволно податоци, во тој случај го носат и детето на третман. Кај адолесценти кога станува збор, секако дека прво сакам да ги видам нив, па потоа да разговарам и со родителите. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следите не до самиот крај, повелете, јавете се и поставете прашање. Со доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија, системски семеен советник од клиничката болница Аџибадем Систина, зборуваме за анорексија и булимија, односно нарушувања во исхраната. И сега веќе можеме да почнеме така во сите оние сегменти кои што ги опфаќа детската психијатрија и адолесцентна. Едно од нарушувањата се и
анорексија и булимија. Што е всушност нарушување во исхраната? Така, прво ви благодарам за изборот на тема, бидејќи сметам дека овој тип на нарушување малтene се пандемија во светот и е нешто кое што многу малку се говори, а е многу значајно. Нарушувањето на исхраната кај младите е една од најголемите ризици за смртност кај младата популација. И она што, да речам, во светски рамки го гледаме дека секој еден час во сад починува пациент од анорексија. Така што анорексијата и tekako не е за занемарување. И она што ги охрабрувам родителите, бидејќи е расстройство кое што започнува во тој ран адолесцентен период, особено во последните години се порано од претходно, колку што може повеќе да не го занемаруваат оној момент кај промени кај нивното дете. Во смисла, таа не почнува така манифестно како што знае да има манифестен тек самото, да речам, кога кулминира болеста. А почетокот е многу наивен. Децата почнуваат како малку да внимаваат на исхраната, како да ги намалуваат постепено броците, како физички да се активираат, па ние дури можеме среќни дека нашето дете добило некоја физичка активност како идеја што е супер, што нели го држи здраво и право, витално. Понатака ќе видиме почнуваат да избегнуваат еден вид на храна, после не јадат друг тип на храна. И просто како ќе ги прашате родителите, нели, дали има загуба на телажа? Па да, некако последниве 3 месеци како да изгуби 10 кила. Тоа е веќе кога болест има кулминирано. Најдобрите резултати се кога ние ќе забележиме оние први промени на навиките на детето. И секогаш будно следете го развојот на детето. Развојот на детето, промените, какви и да се, апсолутно заслужуваат внимание. Дури и да се нели да ви наликуваат нени позитивни промени кои што би значиле добробит за детето, следете ги. Така да. Постојано зборуваме и велиме физичка активност, здрав животен стил, повеќе оброци, ама помалку количински. И затоа, како што рековте, можеме и да помислиме дека детето почнало така здраво да живее и да внимава, а велиме здравите навики уште од најрана возраст се градат. Меѓутоа, овде станува збор за нешто друго. И не можеме да го споредиме со она кога детето е слабо, така, меѓутоа физички е здраво. Така, едноставно таква му е конституцијата на телото или генетиката си има тука влијание. И спектрот на нарушување на исхраната, знаете како може некој што е обезен да има нарушување на исхраната, може некој што е во сосема нормален body mass index и може некој што е под body mass index. Она кое што ние дијагностички го гледаме дали постои нарушување на храната и кога храната просто како да го краде животот, како детето станува преокупирано со јадењето, како јадењето да се сведува да е се во животот и како да оно почнува да постигнува контролата на сопствениот живот врз база на храната. И просто како ќе видите колку е гордо, колку е успев да не јадам, они имаат групи сега, социјални групи, кај што се фалат, ја успев да издржам денеска само со 2 Coca-Cola Zero, ја успев со 4 мастики. Просто како тоа има некој момент на докажување на и знаете како и секогаш кога размислуваме за нарушување па било какво на менталното здравје, бараме предиспозиција, бараме што тука не чини, што фали во развојот. И обично ако направиме на, да речам така едно резиме на децата кои што патат од овој тип на расстройства, тоа се деца кои што имаат ниска самодоверба. Тоа се деца кои што дали ние како родители сме погрешиле како ја докажуваме љубовта, дали ние сме се воодушевувале кога не се дотерани, слаби, витки и сето тоа. Дали можеби на детето не сме му дале здрава порака дека нели вредноста не потекнува тоа ако имаме контрола врз самите себе си. Пошто знаете како никогаш родителите тоа брзање тој процес ќе им кажат деца само да имаш питка, само да си здрава, само да си ова, само да си некако да просто се е толку многу рутински. Децата не се чуваат рутински и можеби модерното живење ни дава една друга позитивна перспектива, меѓутоа младината пати. Така да. И се повеќе се намалува возрастната граница, нели во пубертетот најчесто, така? Ако порано била меѓу 13 и 17 години, сега ќе жално да се каже, меѓутоа помеѓу 9 и 12 година. Што значи дека мала возраст, така ќе речете кога детето стигне така да размислува во таа насока. Така. И тука сигурно дека има објаснување и TikTok, и Instagram, и нели сите овие социјални медиуми, бидејќи знаете како убавината е идеализирана. Ги учиме децата да бидат перфектни и ние потекнуваме од еден школски систем кој што за жал нели детето треба да е 5:00.
Јас не сум убедена дека на дете што му оди супер македонски му оди супер математика, ама кај нас мајката е горда ако детето е 5:0, ако све е перфекционистички кај детето. И ние го негуваме перфекционизмот кај децата, тој не постои. И у старт на животот ние да децата им праќаме на порака која што е нереална. А ние како родители ни е срам, па чекај сега моето дете 4 математика. Тоа е моментот што ние некако како да се реализираме преку нашите деца. А не треба така. Тоа е оној балкански токсичен модел на воспитување кој што знаете што биле кај мене на терапија, секогаш пробувам да го малку трнам заради тоа што сметам дека води до сериозна дисфункција кај детето. Така. Обсесија со сопствениот изглед, односно веќе преминува во обсесија, така? Обсесија. И просто како храната да им го краде животот на овие деца. Они се преокупирани со калории, вредноста доживува преку тоа колку изеле денес, колку не изеле. Ако денес изеле повеќе, значи се лоши деца, ако изеле помалку се добри деца. И тоа е еден таков токсичен циклус кој што на долги стази ќе видите дека тие деца школски опаѓаат заради тоа што нема концентрацијата. Прво имаат малнутриција, нема доволно несна храневи продукти. Друго со самата таа преоптовареност нели со нешто, автоматски они го крадат фокусот и вниманието во школските активности. Така што ова дете почиња да губи, да речам, тлоп на многу сфери, не само нели на изгледот и на храната. И друго, анорексијата, она што вели статистиката, 1 од 5 деца завршува фатално. Заради тоа што не дека нели менталниот момент е оној кој што ги доведува до смрт, меѓутоа органскиот момент кога детето веќе ги губи нутриентите, кога веќе не се исхранува како што треба, логично дека следствено страда нели она органско здравје и тоа е уствари најголемиот ризик кај анорексијата. Така тие се последиците и компликациите, така кои би биле доколку не се преземе нешто навреме. Сега велиме родителите треба први да го забележат нештото. Некогаш и околината, другарките, другарите, ама пак тие можеби и не сакаат отворено да зборуваат за тоа. Се помалку во денешно време, тоа е и данокот на денешното модерно и современо живење кој што го плаќаме, се помалку родителите се заедно со децата седнати на маса да ручаат, да појадуваат или пак така да бидат заради некој друг повод. Како на друг начин да го забележат? Јас прво во однос на ова што кажавте, сакаме на порака да испратам до сите родители, а тоа е дека модерното живење нели не се само децата кои што го следат Инстаграмот, тоа сме и ние. И просто гледаме дека нели комшиката, пријателката на детето му купиле ова и ова, ние остануваме повеќе сати на работа за да го купиме ова и ова. И не разбираме дека материјалните добра детето, барем кога е мало, не му значат апсолутно ништо. Го губиме времето и енергијата на материјални работи кои што не го надокнуваат нашето родителство. И секој пат кога ќе се фатат родителите во една приказна дека нели сакаат да компензираат како пријателката, како комшиката, како колешката на работа или било кој, да сватат дека вниманието посветено на детето е оно кое што е безусловно и оно кое што е најнеопходно. Односно, јакнењето на снагите на детето превенира секаков тип на болест, не само овој тип на расстройство, секаков тип на расстройство. Оно кое што можам да го пратам како порака, она што го зборувавме претходно, кога ќе забележат промени, да се прашаат што се случува, да разговараат, да ги прашаат мотивите на детето. А што како се реши вака да не ти смееваат децата во школа, бидејќи генерациите навистина стануваат сурови, како што сме ние сурови со децата, не ги гледаме, децата така стануваат сурови со своите врсници. И не е чудно да на детето во школа му кажале дебело си, вакво си, такво си, сакато си, ќоро си, тоа се страшни зборови кои што се користат, меѓутоа се користат. А и многу од родителите разговараат така со децата, па и децата имаат што да сервираат нели во училиште. И да се најде причината што го мотивирало ова дете на ваков здрав лајфстайл. Супер е ако тоа е нели ради побуди кои што јас апсолутно сум прокламер на физичкото здравје, јас пешачам, вежбам, сметам дека физичката активност е неопходна за добробит на телото. Меѓутоа преокупацијата е онаа која што е токсична. Така, да. Врсничкото вербално насилство, така? Е доста присутно и можеби во некои примери кај девојчиња кои што се соочуваат со анорексија ќе слушнете дека им префрлале во училиште, така дека не изгледале онака како што треба. Не биле ниту со прекумерна телесна тежина, туку едноставно им нашле некаква мана во изгледот. Точно. И не секој исто го восприема тоа и може да го процесира. И онако што нели ако ние како родители сме прегратка на детето,
Препоставувам дека дете кое што ете смевано, ќе дојде ќе разговара со родителот и ќе му каже, слушај, ми кажа у школа вака и вака. А деца кои што сме ги чувале можеби многу строго или можеби не сме им дале на значење дека ако нив им се случува нешто дека нас не интересира, они нема да споделат, они ќе почнат да слабеат. Така што тука е механизмот колку ние како родители имаме моќ. Ние имаме страшна моќ. Особено кога станува збор за оној период пред адолесценција или почеток на адолесценцијата. Адолесценцијата како криза, како бура, како еден, да речем, развоен сегмент кој што мора да се помине со сите своји турбуленции, ако претходно на тој период предстои на здраво детство, јас ви гарантирам дека толку драматично не би било. Така што многу е важно што негуваме кај нашите деца. Така, за да се помине и тој пубертет малку полесно, така, бидејќи во периодот на пубертет едноставно не можете да допрете до детето, така чекате тој период да се помине. Како да кажам, како дете кој што има тантрум, тој е период кој што носи многу промени, кој што е бурен, кој што е при најголем број на разводите кога родителите се кај мало дете и кај адолесцент, заради тоа што тоа се најголемите кризи во семејствата. Така што тој е период кој што треба да се издржи. Арно, ама, нели, ако нешто сме садале претходно како што требало да го правиме, верувајте дека плодовите, да, можеби нема да бидат толку сочни, ама ќе бидат. Така. Зошто секогаш велиме анорексија и булимија? Сега, што е булимија? Така. Па знаете зошто? Они секогаш малта некако додат заедно и како да флуктуира или како да осцилираат. Почнува едното, па се надоврзува другото. И обично булимијата стварно започнува подоцна. И една особа која што е исцрпана од гладување, од намален внес на нутритивни елементи, она знае после некој известен интервал да компензира телото изгладнато. Буквално е разбудено еден цестор прачовек у нас кој што нели се хранел еднаш на 4 дена и бутал храна за да преживее. И булимијата е всушност како еден отпосле, како еден бран кој што доаѓа после анорексија и они знаат да осцилираат, пак ја кажам, знаат да се преклопуваат, знаат образците да се менуваат од еден во друг тип. Меѓутоа, оно што е својствено за булимијата дека нели постои еден момент на прејадување, на преголем внес на нутритивни елементи кои што подоцна нели телото или они пешачат, вежбаат, макотрпно се измачуваат или потоа нели настапува на момент со повраќање. И обично пак ќе кажам, терапијата, третманот е тој, дали станува збор за анорексија, дали станува збор за булимија, третманите често пати се преклопуваат, така што двете укажуваат дека нешто нели нема убав однос кон исхраната. Кај булимијата прекумерно јадете, така? Количински многу, посегнувате по многу храна и потоа личноста чувствува лаксативи, грижа на совест, така дека премногу изела и гледа што побрзо да се ослободи некако од таа храна. Така, затоа што телото е прегледнато. Тоа се лица кои што се измачувале нели со рестриктивен тип или со нели оној пургативен тип. Меѓутоа пак е моментот дека тоа се лица кои што се изгладнати. И тоа е механизмот зашто они посегнуваат по повеќе храна и преокупација, пак ќе кажам, они личноста се канализира преку тоа дали изела, дали не изела, како механизам на себе доживување. Значи опседнатоста во секојдневието и секој ден така со храната. Храната што да изфрлите, да не јадете или пак ако прекумерно внесете, така да го изфрлите сето тоа. Зашто ако не го направите тоа, вие не сте доволно добар. Тоа е крajното перфекционистичко чување на децата кои што меѓутоа има генетска основа, никогаш не смееме да занемариме дека нели ние се раѓаме, се епигенетски, меѓутоа нели генетиката и како игра улога. Така. Ако порано се велело дека повеќе девојчињата страдаат или кај нив е поизразена така анорексијата, сега во денешно време сега кај момчињата. Се повеќе кај момчиња. Да, тоа е многу интересно што во последните години малтене момците поприлично се соочуваат со оваа диагноза што обично нели убавината е некако како да кажам како на жените, нели како тие се оптоварени со тој физички изглед. Меѓутоа поради целокупниот стил на живење, таа преоптовареност на социјалните медиуми со храна, со изглед, со бодибилдери, со сето тоа, се случува и кај момците, за жал. И тоа кај момците кога се јавува, знае да се јави пред она возраст која што разговаравме, што ги препаднува родителите. Така. Следува уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото.
ги скажавме симптомите, како да се препознаат навреме и како се дијагностицира кога веќе ќе се охрабрат и ќе дојдат да побараат помош. Ова се состојби кои бараат нели стручен и преглед и консултација со психијатар. Така, третманот е мултидисциплинарен и обично е вклучен или педијатар, особено гастроентерохепатолог, кој што, да речам, го следи оној нутритивен загубит кој што го има пациентот. Меѓутоа, оно кое што обично, нели, моментот кога пациентите стигнуваат кај нас, е обично после онаа фаза која што ве кажав, кај што следи значаен губиток на телесна тежина, заради кое што не се, нели, воспаметени. Често пати циклусот е загубен, менструалниот циклус, особено ако бил претходно воспоставен. Се следи пат на коса, појава на влакна по ликот и слично, особено нели кај девојчињата. Така што баш има еден, да речам, препознатлив лик самото, да речам, расстройство. И третманот, пак ќе кажеме, мултидисциплинарен, бидејќи станува збор кој следува кардиолог, детски кардиолог, кој што нели пошто се случува да имаат промени на некај ритмот заради таа малнутриција и сето тоа. Така што потребни се повеќе, да речам, специјалисти кога веќе ќе биде нели дојдено до таа фаза. И заради тоа нели толку изборував за таа превенција, бидејќи превенцијата значи многу помали последици за детенцето. Она кое што сакам да го кажам е дека секогаш третманот е комбиниран, зборам од психијатриска гледна точка. Почнуваме со фармакотерапија бидејќи е неопходна и меѓутоа се вклучуваме со психотерапија. Идејата со психотерапијата е да го научиме детето да има реални очекувања, да не се бори со тој перфекционизам, да створи една друга слика за себе си, да не ја доживува вредноста на себе си врз база на тоа колку изело, колку испило или колку килограми загубило и да речеме низа на други интервенции кои се со цел да се покрене само довербата на детето. Така што отприлика така би изгледал тој третман. Значи и во учењето како да се избалансира исхраната, но и се работи со самата личност, така? Така е заради тоа што многу интересна работата со овие пациенти ќе ви покажува дека перфекционизмот, односно на црно и бела варијанта, на сива зона која што не постои, таа која што ги прави овие, да речам, која што влошува клиничката слика. Дури нели не имаме генетска подлога за развој на ваков тип на расстройство, е многу потентна кога личноста има слаби его снаги, односно кога има нереален, како да кажам, нереални очекувања од животот. И работиме на композитот, работиме на структурата на детето. Така, да. И секако на семејството. И секако на семејството, секако на родителите за да не бидат критички настроени, да го прифатат овој период нели како една криза која што или со добра работа, да не е толку, пошто знаете како, да ги поддржат, така да, за и се случува она, да речам, реактивно е како родителите потенцираат, ајде сега да јадеш, да пиеш. Дете кое што нели има во себе 15.000 гласови дневно што му вела да не јаде, да не пие, ќе се здебели. Многу е тешко родителот плюс дополнително строг, настојчив, да се створи еден убав медиум, убав однос помеѓу родителите и детето, се со цел да се створат подобри услови за ова дете, односно да му помогнеме, да не го критикуваме дополнително, бидејќи родителите стварно препаднати од состојбата, најчесто што пред ги критикуваат у таквите моменти. Затоа што они не знаат што да прават. И тоа не е дека они сакаат лошо да направат на детето, меѓутоа критичкото размислување во вакви моменти навистина не им врши работа на децата. Така, таа обседнатост со изгледот, така нешто кое што преминува во обсесија и анорексијата нема да им овозможи да имаат поубаво и поидеално тело, така? Апсолутно. Тоа нема да го постигнат. Апсолутно, и тоа е нешто на кое што ние ги учиме, на кое што им кажуваме, и заради тоа е многу добро да во такви моменти бидеме, како да кажам, полни со разбирање со овие деца, бидејќи знаете некој што не пател од анорексија, тоа му е чудно, се што ти гајле колку калории има, што просто им е несватливо на тие родители, особено ако они не биле соочени со тоа. А и пак ќе кажам, вредносниот систем е малце поинаков од претходно. Луѓето порано чуваат дома плакати, признанија од едно време, од една Југославија, од едни признанија. Сега, модерното време, академскиот труд се помалку го валоризира. Убавината е многу позначена него академското знаење. Овие деца просто сметаат дека нели ако се доволно убави, доволно згодни, доволно атрактивни, дека они во животот имаат постигнато, да. И просто како вредносен систем е веќе убавината. И колку по реални сме за ова, толку би било подобро за нашите деца.
И да нели ние или например често пати мајка знае да каже сум се поправила ваму таму, тоа го слуша детето. И детето ќе ви каже па ми порасна стомачето, зашто слуша мајката дека се жалела. И многу треба да сме внимателни, многу, особено во тој преадолесцентен и адолесцентен период со нашите деца, како разговараме за нашето тело, како ние како мајки или нели како татковци го доживуваме сопственото тело. Најчувствителниот период, така, кој што Така. треба да се биде многу внимателен од двете страни, да. Секако. Колку често се соочувате во секојдневната пракса со вакви ситуации? Па морам да признам дека е една од најчестите дијагнози со кои што се соочуваме нарушениот однос со храната. И дури и она кое што, да речеме, се почесто и светот го кажува, дека 10% од светската популација има нарушен однос со храната, клинички зборам. А колкав процент нели не бил на лекар, не кажал, се соочува со потешкоти со храната. И она како што морам да го напоменам, дека храната е исклучително достапен ресурс и е просто некогаш некако себе медикација. Тажни сме, ќе земаме благо, досадно не, ќе земаме, ќе грицкаме. И она кое што би сакала да кажеме дека на психичка база јадеме повеќе, така, или пак некој едноставно. И тој модел го сервираме на нашите деца и логично дека они го учат од нас. И заради тоа, нели, никогаш не е касно да можеби малце ги провериме нашите навики кои се, заради тоа што ние несвесно децата со наша реплика ги имитираат нашите воспитни стилови и они просто ве гледаат кога вас ве досадно се грицкате, се зимаат и они се грицкаат. И децата учат од дома, учат премногу од дома. Децата се баш она, како да кажам, една убава наша слика, така што колку подобра слика ние за себе правиме, толку подобра слика и ќе видиме. Така што топlo ги охрабрувам родителите да се чуваат себе си, чувајќи се себе си, они ги чуваат и собствените деца. Така. Анорексијата и булимијата најчесто нели велиме во периодот на пубертетот, меѓутоа може и кај возрастни да се појави? Да. И она што го напоменав и претходно, 75% од нарушувањата во адолтниот период имаат почеток во детството. И онако што нели можеби во детството било игнорирано, занемарувано од страна на родителите. И заради тоа е многу важен третманот и третирањето, заради тоа што ако личноста долги години живее со ова нарушување, таа просто станува себе слика, со себе идентитет. И таа личност никогаш себе си веќе не се доживува низ призма или на права валоризација, него низ призма на анорексична структура, булимична структура. И заради тоа е многу важно да интервенираме кога е време, заради тоа што долги години кога се живее со нешто, станува дел од нас. Просто како ние веќе немаме чувство дека сме здрави, него ние сме болни, тоа е тоа, животот е болест и ние ќе ги живееме колку што можеме, ќе се мачиме. Таква порака имаат лицата кои што нели долги години патат од ова расстройство, бидејќи нели не е третирано, занемарено, тоа ти е се во глава, нели така знаат да речат повозрасните, тоа ти е се во глава. И супер што се е во глава, главата е страшно важен орган и не треба да го занемаруваме ако нешто е од главата, така што нели ако нешто не гледаме, тоа не значи дека не постои. Да. Нарушувања кои што може да се излечат. Така. Со голема упорност, така, со голема поддршка, со голема упорност, некогаш 3 чекори напред, 4 чекори назад, меѓутоа упорниот третман, родители кои што стварно се тука и достапни и со полни соразбирање, доктор кој што нели тим кој што е вклучен, апсолутно гарантира излекување. Така што не е нешто кој што личноста нели ќе живее со тоа целиот свој живот. Меѓутоа, доколку се занемари, доколку не се третира адекватно, добива посериозни размери, односно личноста се структурира во тој анорексично-булимичен спектар и тој живот е стварно специфичен. И потоа ќе страдаат полека така и другите органи во телото, не? Сигурно. Си има последици од невнесувањето на храна. Така е, најмала работа од повраќање правиме ерозија на зъбите, на пример. Сакам да кажам, од таа малнутриција правиме остеопороза. Значи се е причинско последично, нема цена која што не се плаќа. Прашањето на времето кога ќе платат тие лица. Инаку апсолутно секој дел од да речам или од тие повраќања, од тие изгледувања се успорува метаболизмот. Така што знаете како тоа е само лепеза на расстройства кои што после се случуваат благодарение на нетретирано првично. За вакви работи треба многу повеќе да зборуваме, така генерално за менталното здравје. Ние сме секогаш фокусирани и насочени кон физичкото здравје, велиме ако ме здоболи нешто па тогаш ќе одам на лекар. Овие промени некако не ги чувствуваме одеднаш. Да. Така? И некако културолошки нели немаме можеби хигиена на американците имаат. Тоа е многу интересно што они имаат личен терапевт и они
просто така, тоа е како еден најразумен ден каде што они одат на психијатар, на психотерапевт. Кај нас не знам, тој тренд баш и не е застапен. Се надевам како што за естетиката, така и за менталното здравје луѓето ќе добијат малку свесност дека нели убавината во умот значи убавина и надвор, така што тоа е тоа. Да ја негуваме и внатрешната и надворешната убавина. Да, пошто е една целина, Така. неразделни се. Така, да. Системски семеен советник, што опфаќа тоа? Тоа е да речеме повторно би напоменала на широка област каде што работиме со најразлични, да речам, нормативни и акцидентални кризи во животот на семејството, типот од адаптација, прифаќање на детето на градинка, работа со, да речам, од секојдневни активности кои што нели знаат да бидат тешки за родителите, до соочување со загуби, со смрт, со разводи, со да речам со нели болест и слични други некои акцидентални, да речам ненадени кризи што се случуваат во семејствата. И она како психијатар јас активно ја користам психотерапијата, без разлика нели што фармакологијата е достапна тука, заради тоа што сметам дека и оние, да речам, CBT студии што покажуваа дека еден ум кој што положи на психотерапија прави буквално промени на скенот, што значи дека начинот како ние го модифицираме нашето мислење прави промени како се чувствуваме, односно прави органски промени, буквално минува структури во мозок. Така што нели ако сме растени во травматично детство, не значи дека треба цел живот да кажуваме дека нели сме жртви на траумата и дека нели сега готово, тоа е завршена етапа. Психотерапијата помага тука. Заради тоа што нели не секогаш сите се го имаме истиот шпил карти кога почнуваме да живееме. Идејата нели да ние да си ги наместиме картите. Тоа е идејата на психотерапијата и психотерапијата стварно помага многу и е, како да кажам, храна за душата. Така што да не се срамиме да ја побараме, така помошта. Да, заради тоа што не треба да сме болни за да одиме на психотерапија. И сите ние кои што сме поминале низ процес на психотерапија, првично сме морали ние да го изложиме во нашето семејство на генограм, да го покажеме нашиот живот. Значи сме разговарале за нашите, да речем, травматски искуства, бидејќи знаете како лага е дека постои човек без травматско искуство. Мислам, тоа е нереално. И нели не можеме да сакаме да покажеме некоја идеална слика за себе, меѓутоа, она кое што пак ќе се навратам, идеалното не постои, перфекционизмот не постои и прифаќање на оние сиви нијанси кои што ги нуди светот. Така, да. Мислам дека имаме гледач на линија, иако сме на самиот крај, ќе ве замолам пократко, ако може. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Ваша редовна гледачка, сум многу кратка. Сакам да ја поздравам докторка Камелија Симеонова Јордановска, која што ја знам уште од дете и честитам што постанала многу реализирана личност во секој поглед. Така. Добро. Сакавте само поздрав да упатите, така? Сакам само поздрав од Пенка. Во ред, ви благодариме за јавувањето. Убаво е, кога се слушаат убави вакви работи. Да. Така, да. Да. Ви благодарам за гостувањето. Ќе зборуваме и во други прилики, бидејќи заслужува должно внимание ваквите теми да допрат до буквално секого од нас. Така. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.